Добродојдовте. Денеска во трајање од неколку часови ние ќе се придружиме заедно во однос на една вежба што ја планиравме заедно помеѓу двете земји, пријателски, Република Бугарија и Република Северна Македонија, во однос на шумските пожари. Знаете во 2021 дека овој регион, конкретно планината позади јас, беше целосно под пламен. Тогаш здруживме сили од сите страни и од нашите пријатели од Бугарија, но и од Австрија и од Словенија, кои што беа присутни на терен заедно со нашите екипи, од противпожарните единици, од доброволните друштва, кои што сакам на вистина да им упатам и благодарност и чест ни е да заедно и заеднички учествуваме и работиме пред се во однос на полесно справување со идната сезона кој што ни престои. Да се надеваме дека нема да имаме пожари, но ние треба да бидеме подготвени. И денешнава вежба е конкретно во тој правец, да видиме како можеме заеднички да учествуваме, да действуваме и да имаме успеси. Затоа што пожарот не препознава граница. Пожарот може да избие од бугарската страна, да се префрли во наша страна, од наша страна да се префрли во бугарската страна. Опасностите се заеднички. Затоа и действувањето ќе се потрудиме да го направиме заеднички. Во координација со мојот колега, со директор на дирекцијата за спасување од Република Бугарија, преземавме чекори мерки во однос на организирање на една ваква вежба, знаејќи дека е во многу чувствителен период, кога веќе почнува сезоната. Имавме среќа што досега имавме дождови па и поплави на некои места. Но тоа не спречува нас ние да бидеме подготвени, затоа што уште немаме забрана за движење во шуми, за да можеме да действуваме заедно. И како што гледате денеска се присутни градоначалници, се присутни доста тимови од прва помош, доброволните друштва, територијалните противпожарни единици, колегите, пријателите од соседна Бугарија, кои што заедно ќе работиме на неколку точки, каде што во една од тие ќе треба и заеднички да действувате, а во следна ќе действува и нашиот, односно еден од нашите воздухоплови, чисто да се види, да прикажеме дека сме спремни за оваа сезона што действува. Денеска со нас е не случајно директорот на Центарот за управување со кризи, затоа што ние сме едно. Без разлика што некој се труди да не направи непријатели, односно се потрудил низ годините двете институции да ги направи да бидат во надпревар една со друга, кој колку да зграбчи од етерот, од теренот, од медиумите и така натаму. Нас не ни е тоа задача. Нас ни е задача да заедно работиме, да Центарот менаџира и да ни кажува заедно со другите институции, како Министерство за внатрешни работи, одбраната, кој што за неколку дена ќе имаме следна голема вежба, малце подоле во Струмичкиот, односно во Валандовскиот дел, каде ќе видиме уште еднаш дека можеме сите да смогнеме сили, а Центарот за управување со кризи ќе вложи дополнителни напори да не координира сите нас во една заедничка акција за справување со шумските пожари, каде ќе бидат вклучени и армиските хеликоптери, и воените хеликоптери, и воздухопловите на дирекцијата за заштита и спасување. Ви посакувам успешна работа на сите, пред се безбедно да си ги завршиме нашите обврски кои што ни се зацртани во сценариото и да се спријателиме на крај. Видете се меѓусебно, зборувајте, споделувајте мислења, искуства и се друго што имате, затоа што само така ќе бидеме поспремни и ќе можеме да действуваме по успешно на терен кога тоа ќе биде потребно за нашите граѓани. Благодарам. Ајде кратко. Директорот се заблагодари да не се повторуваме. Јас сум раководител на вежбата заедно со подршниот штаб на општина Берово. Вежбата ви е поделена сценарио
временски, сакам да го спазиме секој термин, затоа што ако поместување, значи целата вежба ќе ја промашиме. Имаме повеќе точки на делување. Првата точка на делување делува противпожарната единица Бераво со едно возило и здравниот дом Бераво. Тоа е спасување од објект. Имаме двајца повредени, едниот зашеметен, другиот упаничен е, оттргнат и е повлечен во шумата, ќе го бара друга екипа. Првото делување некаде ќе го саатнината имате и сите доставено, ви е доставено ствари, аз ќе ви подсетам да не ја промашиме, реков. И 45, значи делува противпожарната единица Бераво, заедно со здравниот дом Бераво. Го спасуваме лицето, го презима здравниот дом Бераво, го транспортираат, го пружаат нега, го транспортираат, меѓутоа не се оддалечувате, останувате во овој круг, пошто другото лице треба да го пронајдеме, тоа е малку покасно. Втората точка е делување на линијски пожар. На оваа точка е на овој сред горе високо, право се гледа на чистина, линијски пожар на кој делуваат прво доброволните противпожарни друштва, Кочани и Пешчево. После нивното делување поминува по барање на градоначалникот, имаме доставено барање, дека не може да се справат со пожарот, преку дирекцијата на подршно делење побарано е помош и активиран хидроавионот. Значи околу 2 сато, 5 до 2, 2 и 5, 2 и 10, зависи времето, ќе го темпираме да гледаме да го согласиме, поминува хидроавионот. За тоа време двете доброволни друштва се повлекувате малце лево и десно од линијата, да не достане никој повредување. После поминувањето на хидроавионот делуваат тимовите на дирекцијата за заштита и спасување, тимот за пожари од Бераво и тимот од Виница. При завршетокот на овој пожар се појавува трет пожар во висина на антенскиот на столбот, антенскиот столб го гледате лево горе. Има таму значи висок пожар, таму делуваат тимовите од соседна Република Бугарија. При крајот на ќе искомуницирам, при крајот на гасењето на пожар, сите други слободни кои се јавуваат од теренот единици и повлекуваме и заеднички делуваме на уништување на високиот пожар. Пошто високиот пожар е најтешко за гасење, непредвидлив и мора да обрнеме повеќе внимание и повеќе единици. Со тоа гасењето на пожарите, тие овие три точки ги завршуваме. Четвртата точка е спасување на лицето кое е исчезнато од објектот, а тоа го врши тимот за спасување од дирекцијата за заштита и спасување подршно делење Тетово. Локацијата ќе биде сртот десната страна, значи пожарот е со лева страна, изгубеното лице е десно. По откривањето и прихватот на лицето го предаваат на здравниот дом Бераво да му се пружи првата помош. Со тоа на крајот ќе завршиме вежбата, сите заедно, успешно, без инциденти, без повреди и се повлекуваме на зборното место доле кај училиштето ДКП. Од мене е толку. Ако имате некој нешто посебно прашање, повелете. Имате дадено на тим лидерите радиостаници. Јас командувам, се слушаме, по редослед одиме, штабот ќе биде лоциран, тоа е, се гледа веќе тендите дека се поставени, ние ќе бидеме таму лоцирани. За секоја информација побарете, прашајте. Таму ќе бидат и гостите кои се присутни, има друга тенда, макар да малце гости има, можда ќе дојдат уште, поканет има доста, меѓутоа тоа е толку интересно така. Од мене толку, другари, среќно и да се видиме друг пат за добро. Ајде, се Вие сте